налите на нашата театарска уметност, како во минатото, така и по ослободувањето, кога беа создадени сите предуслови за незиниот што подинамичен и што поцелосен развој, многумина наши актери оставија значајни траги зад себе. Но сепак, трагата што ја заора Петре Прличко, тој мак, тој волшебник на актерската уметност кај нас, сепак по многу своји белези, по многу своји одлики е исклучителна. Тоа во прв ред се должи на неговиот несекојдневен и раскошен талент, но и на многу други елементи што го возможија неговиот расцут. И тоа во едно крајно непогодно време, бидејќи Петре Прличко дебитира на штиците што значат живот уште во далечната 1923 година. А остана витален и активен се до денес, иако веќе навлезе во 85-та година од својот бурен и пренапнат живот, постојано обкружен со почит и внимание, со нескриена љубов и со заслужено признание на генерации и генерации гледачи. Или да се послужиме со една поинаква споредба. Во ова наше се побогато актерско созвездие, во кое за среќа барем по ослободувањето релативно континуирано се сменуваа актерските генерации, блескаат многу светли звезди. Но сепак, звездата што го персонифицира неколку деценискиот актерски ангажман на Петре Прличко е само една. Неа ја одликува посебен сјај. Таа е самородна, негова и лесно препознатлива. Дури и најнеопитниот хроничар на нашиот театарски живот, во незиниот спектар лесно ќе открие неколку основни составки излеани во еден единствен амалгам. На прво место, тоа секако е неизмерната љубов кон позивот актер, кон професијата што тој ја избра уште во својата младост. Навистина тоа беше љубов на прв поглед, но беше дотолку поискрена и посилна. Љубовта кон професијата ќе ги поттикне упорноста и трудолюбивоста, како и максималната критичност во прв ред кон себе. А рака под рака со споменатите добродетели се и совесноста, самодисциплината и одговорноста кон секој, па макар и најмал проект. Впрочем, Петре Прличко од секогаш театарот го чувствуваше како храм, како светилиште, а себе си како верен служител на Божицата Талија. Крајниот резултат на овој блескав, професионален триумф се безброј помали или главни улоги во театарот, на филмот или телевизијата. Временскиот распон, пак во кој е остварен овој ретко волуминозен творечки опус, се скору цели 7 децении. А условите во кои беше остварен тој, навистина ни даваат право емисијата што му ја посветуваме на Петре Прличко да ја наречеме "Од трње кон звездите". При злато се губи добрината. Тоа пустото пако си носи на луѓето. Богатството прави арами, а златото е несреќа. Љубовта не е љубов, златото е љубов. Златото привлекува и стари, млади, убави, грди, и свети, и грешни, и световни, и црковни луѓе. Затоа на златото првното место му се дава. Туку што час сам јас, што не појдам милото мое да видам што ми прави. Кој љуби, тој се сомњава. Море, што правите горе?
Нема ли да отговорите? Да гледам, се гледам. Не гледај, спружени отепан да те гледаат даби. Горе ли сте? Горе сме, тате. Ајде да одам. Мачно се делам од куќава, но не можам поинаку. Началникот на градот ќе раздава денес секому по сребрена пара. Ако не поидам да ја земам, ќе речат злато кријам некаде. Ако поидам, зазното е опасно, туку тие се жени, не им текнува дотаму. Ајде да одам, да одам. Одломката што ја следевте е од комедијата Скуп од Марин Држиć. Со оваа комедија во 1973 година Петре Прличко го одбележа својот 50 годишен јубилеј. Тогаш, во знак на посебно внимание, во текот на една седмица беа обновени повеќе дела во кои настапи Прличко. Навистина е тежок, навистина е трнлив, навистина е горчлив патот што го избрал Петре Прличко пред 50 години. Тој пат беше уште потежок токму во времето кога 16-годишното момче од Велешкото мало Којник беше тргнало по него. По тој пат тргнуваа и тргнуваат оние што кон него ги влече несовладлив натрешен немир, трепет, императив би се рекло. По тој пат, тогаш, пак, тргнуваа само оние млади фанатици што се биле решиле на секакви саможртви, на секакви искушенија и лишувања, на животна беда и, ако сакате, баш и на буквално гладување. На тој трнлив и кривуличов пат мнозина поклекнале, мнозина рано се измориле и подлегнале. На тој тежок пат отстојуваат и издржуваат само оние фантасти, само оние верни поклоници на уметноста што имаат јуначко срце. Оние што оградите носат неугаслив жар за уметничко кажување. Ете, еден редок од тие и таквите е и овој нашиот Петре Прличко. Как су били тои избори, ние сме гласни да се збори. Как су били избори, вика, не сме гласно да се збори. Ја паметам таа дума од Здраво, добро. Здраво. Сите. Ам не те знам. Чао, Сут. Ево ме бате Борчета, не сте се видели. Борче. Борче, вистина не го познавате, он беше помало од мене. Брат му, Ржаров си. Онде беа на ќошето има. Ева, таа истата куќа е. Истата ли? Истата, само Сега е реновирана. праведе. Реновирана малко. Реновирана. Умрете. Па, ова е македонска слава. Имаше снимен филм. Као што сум горд и поносен, што сум син на една професија која никогаш нема да изумре, тоа е театарот. Исто сум горд и поносен што сум од Велес, детето од Којник, Петре Прличко. Овде во оваа куќа се родив. Сега јас не можам да се адаптирам добро
не можам да се присетам каде се што беше, али тоа е таа куќа. Во оваа куќа, како дете, јас и моите врсници, деца со кои се игра, ќе пронајдеме некои од тие да кажат нешто за тоа време. Се сукобив со сета немаштија, сиромаштија и глад што ги носеа војните. Овде блиску беше касармата. Низ оваа калдерма продефилираа сите завојувачки војски, а ние, деца, трчавме по нив да ни дадат малку леп да проживеем. Овде којник, малово којник е сврзано со моето детство, со моите први чекори. Одовде се отиснав во широкиот свет и станав што сум ова денес Петре Прличко. Во 1923 година во Велес гостува патувачкиот театар на Михајло Лазич. Петре, тоа беше твој прв контакт, прв допир со театарот, со магијата на сценската уметност. Како се случи тоа од денадеж да се заљубиш, што би се рекло на прв поглед, во театарот и да му останеш верен до крај, се до денеска? Па јас, уште како дете, мечтаев за театар. Дури во моето мало, со моите врсници, правев малски театар. Тоа го знаат сите и живи се учесниците, артистите во оној театар. Еден ден, како одев на школа во гимназија, и погледот ми го скова еден чуден плакат. Звонар Богородичне цркве у Паризу од Виктор Иго. Дошол во мојот град вистински театар. Јас ги видов тие луѓе, тој чуден свет ме омаѓоса веднаш. Трчав по ним, нудејќи ја мојата услуга. Управникот беше белокостарец, Михајло Лазич, обгрнат со пелерина, а во устата секогаш држеше лула. Нудејќи ја услугата, ако требаше за театарот некој чилим, јас најубавиот од дома ќе го украдев, ќе го однесев во театарот. Денес чилим, утре икона, сукало, све што треба едно покуќанство што има, а треба за театарот, малку по малку ја пренесов целата ова покуќнина на Ало Прличко. Тие многу ме засакаа и еден ден објавија опроштена представа позоришта у Велесо. И мене ми рекоа, ако сакаш, можеш да тргнеш сон. Да тргнам со вас, рекол. Па тоа беше мојот сон и еден ден никому ништо не кажав на таа опростена представа. Овде, од оваа станица, ушеднаш го погледнав мојот легендарен којник со кој е сврзано моето детство и се отиснав во широкиот свет да би станал артист. Повеќе од сигурно е дека одлуката да се приклучи кон патувачкиот театар на Михајло Лазич беше една од најзначајните одлуки што Прличко ги донел во својот живот. Како дојде во таа ситуација, особено тешка и страхотно тешка за нашиот народ, да формираш собствен театар? Па, јас се здобив со големо искуство, тркајќи по сите овие театри, како што е првиот театар на
кој тргнав од Велес со путујуче позориште Михајла Лазича, па потоа талкав по театрите други. Трупише ги споменавме. Со големо искуство. Во онаа време да бидеш артист беше многу тешко. Апсолутно. Да бидеш путујачи артист беше многу тешко. Посебно тешко. Посебно тешко. Се доврзувам на онаа прашање како го дојдов на идеја. Јас сушност не го отворив сам. Тоа беше група на ентузијасти, љубители на театарската уметност, една цела плејада од артисти незапослени. Беше шен Димче Трајковски со сестрну Лена Ташанова, беа членови, две имав Кочанки, кои избегаа за мои артисти. Тоа беше Блашка Дишенковиќ и Славица Петровиќ. Значи, Вардарско значеше тоа, затоа што и беа многу македонци, а мојата сила беше таа што јас патував по Македонија и увек како македонец имав пуни сали. Покрај пиесите од булеварски жанр, кои тога ги игравме ние, кај нас можеше да се најде пиеса на Западу, ништа ново. Да, од Лемарк. Ние играме, у мојот театар се играше пиесата и на Санти Леда. Тоа беше една многу напредна пиеса која ние Шомче напишевме плакат дека вечер во театарот се дава таа и таа представа. Самиот наслов беше гаранција дека тоа театарот беше препол. Покрај такви пиеси, наши најголеми пиеси кои ние во оноа време игравме беа македонските наши пиеси као Печалбари од Панов и Чернодримски македонска крпава свадба. Јас мислам како доаѓавме до овие пиеси, ние многу тешко, затоа што тогавашните кралски театри заклучуваа со, да речеме со Печалбари, заклучил со Панов, само они имаат право на изведба Печалбари, никој друг. А јас дојав ноќе овде, у Скопје, го поплатив суфлерот, го потплатив еден актер Димитрije Плајч се викаше и ми ги препишаа преку ноќ пиесите и така јас првата премиера дадов во Струмица Печалбари. Ние во оноа време се служевме со разни реклами за да ја намамиме публиката во театарот. Например, Сеозмолашка станица из Скопје јавља да ќе бити вечерас јак земјотрес. Едино место кое ќе бити заштичено од земјотреса, тоа е сала та и та. И тамо ќе бити земјотрес, али од бурне шале и комедии. Тоа беше еден начин кој ние ја или стоеше вака, рецимо, друг плак, ко шалу воли, ко смеха иште, нек дојде вечерас у позриште. Афирмира не само како актер во меѓувоениот период, туку и како аниматор на театарскиот живот во тогашна Македонија, Петре Прличко во 1939 година направи уште еден чекор напред, искачи уште едно скалило во својата уметничка кариера, потврдувајќи го својот навистина успешен од трње кон звездите тогаш, по покана на директорот на тогашниот Скопски театар, Велимир Живојиновиќ Мацука,
кој е посебно заслужен за афирмацијата на македонската драма во периодот меѓу двете светски војни, стана професионален актер на тогашниот Скопски народен театар. Првата улога на Петре Прличко, што му беше доверена во Скопскиот театар, беше во Карловата тетка од Брандон и Томас. Го играше лордот Баберли, лик што дотогаш Прличко повеќе пати го играше како патувачки актер. Потоа настапи во драмата Ученикот на ѓаволот од Бернард Шо и во многу други дела, вклучувајќи ги Милиони маченици од Ристо Крле, кој, иако чевар по професија, изби во редот на водечките драмски автори непосредно пред започнувањето на Втората светска војна. А афирмацијата на Ристо Крле како драмски автор се совпаѓа со афирмацијата на Петре Прличко не само како комичар, туку и како интерпретатор на карактерни улоги, што значи како актер со мощен широк творечки диапазон. Одломката што ќе проследиме од драмата Милиони маченици од Ристо Крле. Ајер да имаш повели. Види, рафтови, кожи, Види калфи, чирапци, а? Види кала, макина, а? Макина, а? Макина. Ако, деца, ако, што дошло момиче, а? Чевли да си нарача, а? Чевли, мајсторе, што Как друго? ми мори? Се дупчиња? Да не туро чамчија беше, мори да не пукнеш. Немој така, бре, мајсторе, да пукне. Не мислиш оти и јас ќе пукнем заедно со не? Оди кради коњи, бре. Кој то опитва тебе, бре? Кој то опитва тебе? Не, ја опитвам. Чија беше, мори, моме? Лектор Пета Металецот. А, го знам. Домаќин човек, мој муштерија беше. Повели, мајсторе, седни овде. Не тука, бе. Неко. Не. Ете тука на троносчево ќе си сен. Фабрика. Моме, гледај некои со поголеми дупчиња да си нарачеш. За гарнирање имаш ли ваша кожа, мајсторе? Имам. Прави ги, мајсторе. Што ќе ти се мори со дупчиња, мори. Направи си едни клод, шумело, грмело, ќе им се изнамеси. Знаеш, чевларите тој порро, ќе ги искинам и нови ќе си нарачам. Прави е, Коле, прави е. Иде второто пришествие. Тоа што ми е така? Јонче, со поголеми дупчиња да ги направиш на секој месец да си орачува други. Со високи толку си сакаш? Француски или англиски? Како на журнал. Што се со дупчиња ќе бидат и со високи топучиња. Ама, мајстор Јонче, како што се договоривме, сакам Милче да ми ги наслуи. Што е, мајсторе? Те стаса клетвата. Она што срамуваше со мене, сака ти да им ги прави, сега ти се враќа! Па што, мајсторе, јас не се лутам како тебе, значи сум го изучил да биде помајстор од мен. Војната што наскоро ќе избувне, ќе го прекине развојот на Петре Прличко како актер. Меѓутоа, вистинска ерупција, вистинска експлозија, неговото дотогаш насобрано искуство и неговиот талент ќе доживеат наскоро, кога ќе биде создаден Македонскиот народен театар, така што се она што Петре Прличко дотогаш го постигна, а постигна многу, ќе ни се чини само како најава, како еден вид предигра. Корените на Македонскиот народен театар, како што е познато, најдиректно се поврзани со така наречениот партизански театар, или поточно со театарот на отпорот во Македонија, односно со културно-уметничката трупа Кочорацин. Неа, во летото на 1944 година, ја формира Владо Малески, Тале, на планината Караорман, а ја сочинуваа борци од партизанските бригади,
кои пројавија афинитет кон театарската уметност. Кон културно-уметничката трупа Кочорацин во Горно Врановци, кон средината на октомври 1944 година, се приклучија Петре Прличко, Тодор Николовски, Крум Стојанов, а наскоро и Мирко Стефановски. Уметнички раководител на оваа надополнета и зајакната трупа тогаш стана Илија Милчин. Токму оваа трупа беше јадрото од кое непосредно по ослободувањето ќе се формираат Македонскиот народен театар во Скопје и Битолскиот народен театар, надополнети со нови актери од помладата генерација. Одломката што ќе проследите од скечот Петоимениот Ѓоре, снимена се разбира подоцна. Четници, силна ке борба. Многу арен човек ти овој началник. Зборот му е што се вели мераклиски. Да го ставиш во чаша вода и да го испиеш и да не го изблуиш. А зборот му е сладок како баклава. Учен човек, бре. Да Бог ме... Да Бог ме? Охемо да се боримо за краља и отачбину. А Мангарич има колку душа ти сака. Слушај, оној Кондураджија Николовски, ти се гледа прост човек, ама нешто шврля. Комунист. И оној студент Иле, и они други са нима. Ја мислим, у име надлежства, кореспонденцијама, у деловодни протокол, поштарина платена у готово, да ги пофатамо све по званична дужност за краља и отачбину руковиш, па и у мајчина си таму. Единен народ живее, сам својата съдба. Магаревич, добре дојде, бе. Какъв Магаревич, бре? Впрочем, аз не познавам такъв човек. Види го, ще мајкам си прави со мене. Какво приказваш ти, бре? Аз не те разбирам. Ајде. Еве не Магаревич. Еве, ајде, Ѓорđе. Ѓорđе. Господине, аз се казвам следователно и разбирателно, обаче и понеже Георги Магарев, опълченец и боец от фронта. Разбираш ли ти фактически? Ма šta говориш, жити Бога? Ти, сърбин, šta говориш? Знаеш ли, че ние българите казваме, какво приказваш, бре? Ајде, остави, бе, ние се познаваме. Гледай други да не... Села стела, диной солдат, ала сталата. Бога ми, не е лошо с овия италианци, бе. Песнопейци, шандишиплина. А и албанци ме не са лоши, Бога ми. Работичката ми оди Шумир. Само италианскиот јазик не ми оди. Ама ќе го свикнам, аха. Viva Duce! Buongiorno, buonsiste, signore Macaronini. Come state? Bene, grazie. Un momento per militari ordeniste ceni grando maleri. Più bello donne, amato sole, sempre un fete. Cosa lei mi vuole, come ci sole, sempre un fete. Vai, gista de me caimok, o mai tsusiamo, ele buke baba.
Vaj. Ništa da me kajmak. A si jebe zoti me far, bre! A si je? Отдавна не сме се видели. А кое? Чекай. Името ти беше... Джердж Гумари, бре! Да, Гомари. Джердж Гумари, бре! А знаеш, с овие българи, бе, лоши, бе, не. Лоши? Лоши. Не сакам да ги видам. Я шкипия емале. Вива Дуце! Вива Дуце! Аде уламбар! Создавањето на Македонскиот народен театар, чија официјална денос започна на 3 април 1945 година со изведбата на пиесата Платон Кречет од украинскиот писател Корнејчук, несомнено е еден од најзначајните настани, едно од најзначајните поглавја во историјата на македонската драма и театар. Тоа е она клучно, преломно раздобје кога на македонската театарска уметност и се отворија и се најавија дотогаш несетени перспективи. Петре, ти како еден од основоположниците на македонскиот народен театар, како го оценуваш неверојатниот успех на активноста на МНТ и тоа уште во овој почетен период, уште кога тој се наоѓаше, што би се рекло, на стартот? Па, јас тој период што ми е посебно драг, го наречувам златен период во мојот актерски живот. Затоа што со таков елан, со таков ентузијазам се турнавме да го градиме првиот македонски народен театар. И веќе почнавме да играме пиеси кои порано ги преводеа на разни јазици, на бугарски, на српски, ние почнавме да ги играме сите наши пиеси на свој мајчин јазик, македонски јазик. Еланот се удвостручи кај сите и малку по малку се помасо беше приливот кон нашата куќа, кон нашиот театар. Ние заблегувавме од пиеса во пиеса и постигнавме такви успеси што помалку кога прижелевме, кога сакавме да ги покажеме тие успеси по други републики, бевме со бурни аплаузи поздравени и велиме дека еве што може да постигне еден колектив во слобода, кога твори во слобода. Најголеми заслуги во театарот има Димитар Ќострев. Јас не знам зошто тој човек така денес го гледаме така, а јас му должам специјална благодарност затоа што он многу даде за театарот. Он, например, мене многу ми помогнал за создавање на оние ликови кои добив признание, па Бога ми во нашите граници. Например, тој го режираше Сумни во лице. Шифра. Ја разреши? Ја разреши. Па? Па не знам. Како не знаеш, бе? Не знам. Еве, па видете и самиот. Не знам. Не знам. Сина риба. Сина риба, бе?
Сина риба, колка на династија. Ај, угоена династија. Тркалевезна. Локомотива, локум. Локум, бебе, локум. Округ, тр. Зора, кундак, фенер, свескин, копан, тапан, печат, пензија, поп, троп, шоп, поп, ај, мајка. Шо е ова, бре? Не знам и не разбирам. Се мачев половина час додека го решив. Ма што не разбираш ти, ајде, ама еве јас не разбирам. Ниту еден збор не разбирам. Ајде оваа династија и оваа тр. Ко ќе го повржеш, тоа би можело пак нешто и да значи. Тоа би, например, значило влејте во народот страхопочит према династијата. Ама овој свескин копан, овој тапан, овој поп не може ништо да не значи. Слушај, бре, да не значи пак ова нешто туку онака завиткано речено или тоа може нешто многу важно. И јас би рекол дека е така. Веднаш видов дека е многу важно и затоа внимателно работев. Сина риба? Добро. Нека му биде сина риба. Ама колка на династија, ако се размисли зрело, има тука навреди го се вича. Има. И не бе си избркал нешто, ти бе си избркал. Сум збркал, да ви ги донесам шифрите па да видите и самиот. Добро. Со долната општата шифра ли го реши ова? Да. Не се обиде со горната специја. Еј, леба ми не проба. Па тоа е, господи, виче, и секогаш ми правиш такви работи. Ајде со мене, катуткам, ајде. Таларили, бум. Сина риба, ама треба да се фати. Треба вешто да се намести црвчето, да се стави јадицата во вода, па мирно, молчиш, не дишеш, а туку тапата ќе пропадне и ти... Излегува јадицата, а на јадицата виси група. Минатите избори ми се изглече, ама сега, Бога ми, нема. Ќе затворам целата околија, па врешето, па сеј. Феке, што е чисто ќе помине доле, а што е сомнително ќе остане горе и подрипнува како рибче мрежа. А јас само избирам. Ајде прво ти, Вулавче мој. Ти. Ќе го стегнам за врата, тој ќе мекне како јаре. Емеја! Ти ли си сомнителното лице? А? Јасно, господин капетан. Па бргу на телеграф до господин министерот на внатрешните работи Белград. Во моите раце се наоѓа вашето сомнително лице, а во вашите раце мојата група. Молам за брза размена. Со оваа представа во 1987 година е одбележена и 80 годишнината од животот на Петре Прличко. Славко Јаневски во 1965 година, пишувајќи за Петре Прличко, го нарече син на Итар Пејо и посинок на Божицата Тавија. Зборувајќи за неговата актерска игра, тој ја даде следнава карактеристика за него. Усвитен како леарница изговара искри. Во една пригода, Коле Чашуле изјави: Петре Прличко е наша најблескава театарска личност, белег на нашето театарско и јазично подрачје, веќавање што никогаш не се изневерило. За Јован Бошковски, тој е актер со силна индивидуалност. За Александар Ежов, тој е еден од најсигурните столбови на македонскиот народен театар.
За Прличко не постои одреден фах, додава тој. За Иван Ивановски, тој е волшебник на сцената. А најдобрите креации на Петре Прличко до таа мера ни се наметнуваат, што ги исклучуваат интерпретациите на истите ликови од други актери. Еротие, например, за нас се уште е незамислив без Петре Прличко. Тоа се однесува и на Фезлиев во Црнила од Коле Чашуле, на Сречников во Шума од Островски, на Шейлок во Венецијанскиот трговец од Шекспир, на градоначалникот во Ревизор од Гоголь, на Скуп и така во недоглед. А секако и Митке во Коштана од Бора Станковиќ. И таму земја, и овде земја. Таму! Зар горе? Горе е високо, а долу пак тврдо. Тоа е Коштано, пишано, на речниците ти нарекле. Еве ти дошле да те водат да се венчаш и ќе идеш да се венчаш. Свирки ќе ти свират, песни ќе ти пеат, а ти ќе плачеш. Еве батко да ми те дарува, да ти дадам бели пари за црни дни. На, а црните дни ти дојдоа. Еве ги свират, ти се радуваат. Свирете и пејте, бре! Богом, Коштано, не плачи, солза не пуштај. Овие оценки за Петре Прличко би можеле да се применат како мериторни оценки и за уште неколку паралелни компоненти во неговата пребогата и разновидна творечка активност. Мислиме по-конкретно на филмот, на радиото и телевизиската драма, на многобројните хумористични и друг вид емисии, во кои Прличко знаеше на вистина да не развесели и релаксира, без да биде приземен и вулгарен, какви што се неретко денешниот наш хумор и сатира. Така тој нанижа цела една низа од мощне впечатливи и доживеани ликови, посебно на филмот, кои најчесто се извајани со суптилна минуциозност, со евидентна психолошка задлабоченост, што е впрочем и одлика на неговата театарска глума. Без малку, секој лик до кој се допре тој, по правило е презаситен со еден чуден емотивен набој, а невидливите вибрации што ги еманира тој се пренесуваат на гледачите. Како и во случајот со театарот, ќе споменеме само дел од филмовите во кои играл Петре Прличко. Мис Стон, Македонска крвава свадба, Мирно лето, Македонскиот дел од Пеколот и многу други филмови од македонската и југословенската филмска продукција. Дали некој од овие уметности, уметнички дисциплини посебно ти се драги? Дали правиш разлика меѓу театарот, настапот во театарот и настапот на филмот, например? На ова прашање секогаш сум одговарал, го сакам филмот. Но од театарот не се откажувам. Ми се чини дека начинот на работа во театарот дава повеќе можности за изражај, за правење на еден целосен лик, затоа што во филмот прво сликаат како се раѓат, односно како умирате, а после се раѓате, живеете, и тоа е многу тешко да се улови онаа нит која е потребна при правење на ликот. Постојат и други работи кои ме привлекуваат кон театарот. Например, во театарот јас сум играл многу подобри ликови отколку на филмот. Например, земете го еден Шајлок во режија на Клајн, па онда земете го професор Полежаев, депутат Балтик. Таа улога
Тој професорот го играев и бев награден со Савезна награда и бев гостин кај Тито во Белиот двор. Исто така, многу улоги има што ги сакам. Но филмот е еден феномен. Треба да играш една улога, па да знае не само својата земја каде што твориш во неа, него да ги преминеш и границите, како што мене ме одведе преку граница Манданата во Мистон. Таа роља ми е посебна драга и ако веќе треба да издвојам, на прво место е ставам Манданата во Мистон. Обичај е некој да му пожела нешто на детето. Ајде, кој умее убаво да благословува? Што те го прашаш? Манданата! Тој од вај чека да го разврза јазикот. Стари, ајде. Четата бара нешто да му пожелаш на детево. Ајде. Ајде да ми бидеш живо и здраво, детуле. Да пораснеш големо. На лице бело и црвено, како детовско јаболко. Наснага вита ела пиринска. Грлото бисер да ти рони. Гласот да ти биде како на Славејче. Славејче наше убаво. И кога еден ден ќе гледаш во големото сино небо и ќе слушаш Славеј, спомни си за нас. Спомни си ја четата во која си се родило. Таа чета ангелче се бори за твојата слобода. Небото сега не можеш да му го покажеш. Туку свирни сега како Славејче. Нека те чуе. Буќ, буќ. Вистински Славе. Многу сакам да го слушам. Чиниш како да е веднаш пролет, а? Имам една желба, војводо. Кажи, Катерино. Да му се даде име на детево. What's going on, my dear? I want the child to be christened here, Miss Stone. Може би не треба да брзаш, Катерино. По 2-3 дена ќе бидеш со мажот ти. Како? Ве пуштаме, Катерино. Обете. Штом ќе ни се даде случај, ќе ве одведеме во некое село. Легнете. Тргни ги жените. Брзо, зад карпата. Брзо! No! Ајде! Ајде! No! Ајде! No! Не! Ајде! Ајде! No! Ајде! No! Ајде! No! Madonna! Ајде! No! No! Madonna! Madonna! За улогата на Манданата во филмот Мистон, Прличко доби Златна арена во Пула. Прличко е добитник и на наградата Славица, што се доделува за посебни заслуги во развојот на филмската уметност.
A ovo je nagradata Slavica koja će zeme grižno i dostojno mesto v moj dom. Kao nagrada jedno zavrvni osvaruvanja na Niškata Pula. Ja taka si je velam Niška Pula. Zato što sekoj koji je vo Pula obespraven, tuka navođaše utočište i Pula odigra značajna rolja, no Niškite susreti odigra poznačajna uloga. Tamo bih srdečno prečekan i se čustvav kako doma. Svi akteri tako me primija dobro, publikata me primi tako dobro. Večer ta ona frenetičan aplauz zboruvaše za ogromnata ljubav prema mene i poznavanje na makedonski od akter i bev oduševljen od prijemot na Niškata Pula. Slušaj, ti će mi ja kažeš vistinata. Da li Đorđe Petrov bil predavnik na Makedonija? Da li bil? Zboruvaj! Ne, sinko. Nikogaš ne bil. Nikogaš. Da. Ne znam poveće, nikako se zboruva, nikako se čekori. Včera sretnav jedna devojka i mi se stori da ga znajev da zboruvam, da čekoram, da živea. Ta mi veruvaše i ja si veruvav. Koga pukav, mislev da ga će pukam vo drug, a eve se čustvuvam kako drugi od vo mene da pukal. Slušaj, ti si star, no ti nesi toliko star za da ne možeš da mi kažeš koji vo kogo ovde puka. Begaj odovde. Begaj i ne prašuvaj zašto. Kade? Kade da begam? Zašto da begam? Begaj dodeka te držat nozete. Ovde ne ti je mesto to. Ovde ne mi je mesto to. Kade mi je mesto to? Imam li ja svega nekakvo mesto vo ovije crnila? Begaj! Begaj! Begaj ko ti zboruvam! Detište! Koji go videl babu, se bolen mi legna. Kada je mladičat? To je to devoj... Si otide. Kako si otide? Taka, si otide. Ne mu se dopađa naš ov zamet. Pijanico, ne podbivaj se, kada je? Otide da se slika kako revolucioner od vaš tip. Zboruvaj zašto ga pušti! Sada ne dočekat zasluženata kazna. Govorivaš sve ova što go čini me za Makedonija. Makedonija. Gi držiš cicki te na neda i mečtaj za slobodata na Makedonija. Кога веќе ги споменавме наградите, должни сме да подсетиме дека нивниот број е уште поголем кога е во прашање театарот. Петре Прличко во својот дом располага со цела една мала колекција од награди, плакети, ордени и други најразлични признања. Ќе ги споменеме само најзначајните. 3 награди 11. октомври за улогите во пиесите На секој мудрец може да му се случи и Шума од Островски, но и за улогата на Еротие во комедијата Сомнително лице од Нушиć. Сојузна награда за улогата на Полежаев во Немирна старост од Рахманов. Стерина награда за улогата на Фезлиев во Црнила од Колечашуре. Наградата 11. октомври за животно дело.
Наградата Гавела за осведочени заслуги во областа на театарската уметност. Стериина награда како еден од основачите на стериното позорје. Наградата Авној и уште многу други награди и признанија. Другар Приличко, дозволете ми од името на нашите гледачи и редакцијата на телевизискиот весник да ви ја честитам наградата. Благодарам ти. Дали, другар Приличко, и вечерва кога по некоја минута треба да се појавите пред гледачите на овој пат како носител на најголемото југословенско признание, се чувствувате како и секоја друга вечер во овие 50 изминати ваши години на сцената? Јас секогаш, кога се јавувам на сцената, се јавувам со известна трема. А би му ја препорачал на секој актер. Не чини кога е хаотична трема, но она благородна трема, тоа е чувство на одговорност пред нашиот гледач. А поготово сега, јас, кога се здобивам со едно вакво признание, како што е наградата на Авној, трема. Гледајте, од мене извира нешто што е скриено у најскриените качиња на мојата душа. Другар Приличко, вие преди известно време изјавивте дека ја напуштате сцената. Знаеме дека сте и општественик и директор на драмата на Македонскиот народен театар и режисер, па сепак дали артистот Приличко ќе може без тие штици што навистина живот му значеле? Гледајте, може поради тоа што јас на сцената сум толкувал многу ликови, со многу човечки судбини, сцената стана еден дел од мене. Јас не можам без сцената. Дури и кога немам работа, јас ќе застанам на оние штици за секој актер што значат живот. Гледам во празниот салон и се припремам за следниот настап, за следната средба со мојата сакана публика. И ако би го напуштил театарот, јас пак ќе морам да живеам со сцената. Петре Приличко на сцена. Петре Приличко на сцена. Денес сум пресреќен што ми се удаде тој случај да денес во ова снимање на мојот ТВ портрет за телевизија во ова ми помогне мојот внук, кој исто така артист, мајка му артистка, а татко му е Александар Џамбазов, диригент. Само внуката мала Тања, она изневери династијата. Црна овца. Црна овца. Црна овца, да, во фамилијата. Она ја изневери династијата. Она стана архитект. Иначе, пак остануваме како едно цело уметничко семејство. Да, може ќе ни се придружи некој ден како сценограф во театар. Да, може. Едно време внуков пее сега. Едно време и јас пеев. Каква представа да беше, публиката се ќе најдеше, ќе аплаудираше, ќе викаше Перица, рапорт, рапорт. Имаше еден ваков случај. Раша Плавич најави да гостува кај мене во Тетово, во Коштана, со Нада Урбанова. И публиката пак вечерта вика Перица, рапорт, јас излегов. И велам, добро, вечерва ќе ви пеам, немојте утре да се смелите да барате рапорт кога доаѓа Раша Плавич, еден од еминентните артисти од Белград. Мислам, се погодивме. По представата, ја и Раша се клањаме, заврши представата, они сите викаат Перица, рапорт, рапорт. А сите мислат дека треба да се клањаме уште, се клањаме уште, а Раша вели, доста е, брате, Перица, ма не знам шта траже, они траже да им певам рапорт. Па добро, певај кад народ оче. А тој рапорт беше ваков.
Dobro večer. Evo mene. Šta radite, lepe žene? Eto i ja zgodu biram da vam nešto raportiram. Kod kasapa skupo meso, kod pekara crno testo, mera im je stalno manja, a figura namatanja. Ja svuda letim i sve primetim. Trgovci se bune kriza, trebala bi njiva viriza. Ako igde ima trpa, kod njih skupa svaka krpa. Ja svuda letim i sve primetim. S raportom ću prekinuti, jer već čujem Petre ćuti. Večera ste ovog siti, sutra ću vam nastaviti. Tijara la 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 la.